Бероскиот бренд компирот и понатаму останува во визбите на земјоделците од Малешевијата. Слабиот интерес за откуп на цената се главната причина со која се соочуваат производителите на компир. Венко Лапевски, производител на компир од Берово, главната причина ја гледа во увозот на компир од европските земји. Проблемот е што се увози компир од европските земји или ние не знаеме, од дека не интересира. Е проблемот што тоа увезен компир го доносат по 6 динара, а на нас по трошок по кило на компир ни спада по 13 динара и ние свесно мораме да го даваме по 6 динара и по 7. Свесно одиме во загубу и во зјан на некој начин. Професорката на Земјоделскиот факултет и претседателка на Комисијата за земјоделство во Социјалдемократскиот сојуз од Македонија денеска ги посети земјоделците од село Владимирово и Пехчево, каде што се запозна со проблемите на земјоделците од овој крај и рече дека земјоделците се исплашени од успехот во земјоделството и дека оваа влада нема донесено ни една одлука во корист на земјоделците, туку само 3 пати се зголемени трошоците за репроматеријали. Оваа влада го кликна земјоделството на колена. Има ли донесена одлука во земјоделството што е во корист на земјоделците? Има ли барем едно ветување што оваа влада го даде, а земјоделецот виде благодет? Нема. Затоа земјоделците се исплашени од успесите во земјоделството. Колку се тие поголеми, тој живее полош. 3 пати се зголемени трошоците за репроматеријали. За семенски материјал, минерални ѓубрива, нафта, заштитни средства, амбалажа и друго. Малешевскиот компир никој не го откупува, а компир се увезува од европските земји, рече Прентовик и истакна дека имаа стратегија од незината партија за подобрување на производството и откупот на Бероскиот бренд со отварање на преработувачки капацитет во Берово. Малешевскиот компир нема пласман, никој не го откупува, а се увезува од европски земји. Само 2 до 5% од вкупното производство се продадени на градските пазари, а цената е едва 6 до 8 денари по килограм. Нудиме стратегија за развојно и конкурентно земјоделство и нудиме стратегија што е согласна со концептот на Социјалдемократскиот сојуз, а тоа е да ги вратиме парите кон граѓаните. Па така да во делот на земјоделството истото го планираме преку ред законски и системски мерки, а тоа е да го подкрепиме земјоделецот, односно неговите пари. Тој назад да си ги добие со одредена заработка, а субвенциите да му бидат пари со кои што тој ќе го развие своето стадо или ќе ги зголеми своите површини. Почнувајќи од законите кои што треба да се пререгулираат, па до ред други мерки за сите типови на земјоделско производство. Компирот во Малеш е една од главните култури, особено поледелски, во Република Македонија и тоа е традиционална култура во овој регион. Социјалдемократскиот сојуз има намера и има план да ги во својата стратегија за земјоделството, тогаш кога ќе дојде времето, да одлучува за Малешевскиот компир. А тоа ќе биде дека ќе го задржи како традиционална култура во овој регион, дека ќе го поддржи финансиски и дека освен тоа што ќе го поттикнува производството на Малешевскиот компир, исто така ќе поттикнува и преработка на Малешевскиот компир, особено тој преработувачки капацитет планираме да биде овде во овој регион. Тој да има и половична или полупреработки и готови или финални преработки од компирот. На тој начин само со преработка или со заокружување на целиот процес од производство до преработка, сметаме дека Македонија може да биде конкурентна во делот на земјоделство. Субвенциите не го даваат очекуваниот резултат затоа што трошоците за производство се поскапи отколку откупот на производот, вели професорката Прентовик. Субвенциите, не знам колку пати до сега сме кажале, тоа мислам дека секој земјоделец веќе го знае. И дури да ви кажам, реакцијата на земјоделците е следна. Подобро да не ни даваат субвенции, ама да не го откупат производството. Тоа значи дека во моментов трошоците или влезот на инвестиции во земјоделството во Македонија е многу висок заради високите цени на репроматеријалите, а откупот или излезот на тие производи во ланецот на економска исплатливост во земјоделството не постои. Заради тоа земјоделците се во многу тешка состојба, субвенциите се пари или финансиска поддршка за земјоделците, бидејќи Македонија се обврзала да биде членка на Европската унија.
Заради тоа овие пари и понатаму ќе продолжат да се даваат на земјоделците, тие дури планираме да бидат и поголеми, но во овој момент субвенциите не ги даваат очекуваните резултати, далеку се од очекуваните резултати, бидејќи секоја година во просек од субвенциите не се исплатени околу 30%. Тоа значи дека цел земјоделски буџет во минатите 4 до 5 години е практично прескокнат, дури може и повеќе од тоа. Ванчо Распашковски, земјоделец од село Владимирово, во неговата визба чува околу 10 тони компир и незадоволството кое што вели е од понудата и побарувачката. Мисля и понудата на компир и побарувачката не се совпаѓа една со друга. Има повеќе понуда, помалку побарувачка. Дали увоз на компир или што е, се до пазаре. Имам околу 10 тона. Јас сам од тие помалку што има в селото има по 30-40 тона колку од некои изкладани, повеќе, помалку. Веćinom стои. Не веćinom, него скоро стои. Имам 30 тона компир, значи тука во село Владимирово, на атаро на село Владимирово. И не сам само јас, значи има многу земјоделци што имаат по 30, по 20, па има свет што имаат и по 100 тона компир. Од општина Берово велат дека компирот сепак се откупува, но со незадоволителна цена од производителите. Дали за производителите на брендот од Малешевијата компирот постои светла иднина, за тоа ќе покаже времето.